Драги ученици, добар ден! Добре дојдовте на онлайн часот по македонски јазик. Јас сум Мери Крстевска, наставник по македонски јазик во Основното училиште Свети Климент Охридски и денеска на овој час ние ќе учиме за исказни, зависно сложени реченици. Вам ви е потребно една тетрадка, која што сигурно ја имате дома на училиште и едно пенкало или молив. Како цели за овој час, ние ќе си ги поставиме денеска да ги повториме претходните усвоени знаења за сложена реченица, за независно сложените и зависно сложените реченици. И ќе усвоиме нови знаења за исказни, зависно сложени реченици. Пред да почнеме со нашиот час, денеска ние кусо ќе повториме некои основни работи кои што понатаму ќе ни се потребни за усвојување на новите знаења за исказни реченици. Ке започнеме со една мала асоциација, мисла, составена од членови, со еден прирок, проста, сето ова укажува на реченица. Токму така, денеска ние ќе зборуваме за реченицата. Ако реченицата има еден прирок, тогаш таа е проста реченица. Ако има повеќе прироци, е сложена реченица. Таа е поделбата помеѓу простите и сложените реченици. Основен услов реченицата да е сложена е да има два или повеќе прироци. Овде долу на примерот, каде што имаме три реченици различно напишани, во првиот пример се всушност две реченици прости, кои што следуваат една по друга. Еве ги и прироците кои што се убаво со црвена боја обележани, значи се гледа дека речениците се две. Тие, бидејќи покажуваат некои последователни дејства, можат да влезат заедно во една сложена реченица, па да изгледаат како на примерите напишани долу вака. Владко гледа филм, лежи. Владко гледа филм и лежи. Може да го направиме тоа со запирка или со соодветно сврзувачко средство кое што ќе биде потребно за понатаму. Реченицата може да има многу зборови, но тоа не ја прави сложена. Условот е таа да има два или повеќе прироци. Кога ние некоја реченица ќе ја прочитаме или ќе ја погледнеме, доста некогаш да ја погледнеме, забележуваме дека таа има повеќе зборови и ако ги изброиме, значи, нема тоа да биде нашата класификација дека таа е многу долга, има повеќе зборови, па да биде сложена реченица. Како што е примерот овде. Вели, дедо Диме, мојот најдобар сосед, седи на стара дрвена клупа во нашиот двор. Ајде избројте ги зборчињата од колку зборови е составена. Така, има 13 збора, имаме дури метнати делови, мојот најдобар сосед, оделени со запирки. Меѓутоа, прирокот по ова реченицата е седи и ова реченица е проста реченица. Ако го погледнеме следниот пример, веќе забележуваме дека тука има три прирока. Мајка ми, први прави план, се подготвува, па купува. Веднаш станува јасно дека овде има повеќе прироци, ова е сложена реченица, таа исто така е и подолга. Меѓутоа, ако го погледнеме и следниот пример, каде што имаме само два прирока и еден сврзник, и ова реченица, ученици, е сложена реченица. Тука прироците се седи, размислува, што реченицата ја прави сложена. Значи, ако треба ние да ги класифицираме реченицата дали е проста и сложена, не можеме да го цениме тоа според бројот на зборовите. Туку јасно по нашето прикажано правило да има еден или ако е проста и два или повеќе прироци ако е сложена реченица. Како ќе провериме дали една реченица е проста или сложена? Со едноставна поставка ќе ги подвлечеме прироците и ќе ги изброиме. Простите реченици кои што влегуваат во состав на сложена реченица се викаат дел реченици. Еве овде имате еден пример.
Значи, ако јадеш дел реченица, ќе пораснеш дел реченица. Ова може многу да се надоврзува. Овие дел реченици се всушност простите реченици кои што се влезени во нејзин состав и тие може да се повеќе, не мора да се две. И што ќе заклучиме? Дека сложената реченица е составена од две или повеќе прости реченици. Нас не интересира сега односот на простите реченици во сложена реченица, вели може да биде независен и зависен. Како зависен и независен ред. Значи, тие, кога ќе влезат во сложена реченица, влегуваат и создаваат некој нивен однос. Еве го нашиот пример што го гледаме на следниот слайд. Вели, пријателите се почитуваат и често се посетуваат. Овде имаме една сложена реченица. Ако таа реченица ја поделиме на проста и нив ги осамостоиме како посебни реченици, можеме слободно тоа да го направиме со точка. Пријателите се почитуваат. Често се посетуваат. Овие две реченици ученици покажуваат сами по себе, како прости реченици, нешто завршено, нешто искажано, кое што може само да се одбере, да се осамостои. Затоа велиме дека овие реченици се независно сложени реченици. Сега, кај зависните сложени реченици, секогаш едната реченица не може да се осамостои. Поради таа причина, таа зависи од главната реченица и затоа овие реченици се наречени зависно сложени реченици. Таа зависна реченица не кажува нешто завршено, заокружено, нешто што може да стои само искажано цело така конечно, па мора да биде дел или пред неа нешто да се каже, па таа да се надоврзе, или ако таа веќе се каже, после неа да следува некоја дообјаснување. Се развеселивме зашто добивме добра вест. Ова е една зависно сложена реченица. Ако неа ја направиме, ја поделиме на две прости како во претходниот пример, се развеселивме зашто добивме добра вест. Значи не можеме да ги одделиме овие реченици како што го направиме тоа во претходниот пример толку резко. Зошто? Се развеселивме. Може да стои само, кажува нешто целосно. Зашто добивме добра вест, овде нешто недостасува. Значи ова реченица бара или пред неа нешто да се каже, па таа да се надоврзе, или ако веќе таа е кажана, после неа да следува нешто. Секогаш, значи, во зависно сложените реченици, една реченица е главна, другите се зависни реченици од неа. Ние сега имаме овде 3 примери. Јас би сакала сега вие да пробате сами, да можете да определите вака со читање која од овие реченици може да биде главна, а која може да биде зависна. Не купи ништо, бидејќи продавницата беше затворена. Легна да спие, за да се одмори. Ке се видиме, ако имам време. Сега убаво прочитајте ги. Ако правилно сте ја разгледале реченицата и убаво сте ги уочиле главните реченици, тогаш е многу лесно да ја определите зависната реченица. Па така што точен одговор, односно решение на оваа задача ќе биде не купи ништо, да биде главна реченица, бидејќи продавницата беше затворена, ќе биде зависна реченица. Во вториот пример, легна да спие, може да се осамостои и да стои како главна реченица, за да се одмори, не може да се осамостои и таа ќе биде зависна реченица. Ке се видиме. Главна, ако имам време, зависна реченица. Овде имаме реченична инверзија, затоа го направив тоа намерно, за да видите дека после таа зависната реченица може да доаѓа друга реченица која ќе ја дообјасни, или таа ќе биде дообјаснување кое што ќе следува после главната реченица. Имаме 9 вида зависно сложени реченици: исказни, временски, причински, последични,
условни, допусни, односни, начински и целни. Нас денеска не интересираат исказните зависно сложени реченици, за нив ќе зборуваме. Всушност, самиот назив кажува дека тие го продолжуваат исказот од главната реченица. Поради тоа го добиле своето име. Значи го продолжуваат исказот од главната реченица. Сега, во овие реченици, зависната реченица објаснува некој член од главна реченица. Таа реченица може да го објаснува подметот, предметот или прирокот. Така што една дефиниција за исказ на зависно сложена реченица би била вака. Исказни зависно сложени реченици се оние во кои зависните реченици го дополнуваат прирокот или друг член од главната реченица. Пример. Одеднаш виде дека доаѓа неговиот другар. Дека доаѓа неговиот другар, што мислите, зависната реченица на кој дел од главната реченица се однесува? Виде дека доаѓа неговиот другар, така? Значи на природ. Во следниот пример, учениците беа информирани дека ќе одат на излет. Дека ќе одат на излет, учениците добија информација, така, беа информирани. Значи, овде исказната реченица го дообјаснува именскиот дел од глаголско-именскиот природ, односно информиран. Не го напушти мислата дека ќе добие велосипед. Постојано мисли дека ќе добие велосипед, па не го напушта мислата. Така, значи, овде ја го дообјаснува предметот, што во случајот е мислата. Сега ќе погледнете и повеќе примери. Никогаш не помисли дека ќе се сретне со поетот. Застана на брегот да го гледа езерото. Размислуваше за тоа како го реши проблемот. Оддалеку слушна колку се смеа луѓето. Веднаш видовме каков беше нашиот резултат. Длабоко се каеше што не им помогна. Овие реченици се реченици зависно сложени исказни реченици. Тука забележуваме некои задебелени зборови со задебелени букви и сигурно предпоставувате дека тоа се точно така, тоа се сврзниците, односно или како што ги викаме сврзувачките средства во зависно сложените реченици. Сврзувачки средства или сврзници во овие реченици се дека, да, дали, што, како, каков, колку, каде, чи. Јас би сакала сега вие да пробате, бидејќи видовте доста примери, видовте на каков начин тие се образуваат, да одберете 3 сврзници. Значи тоа да го направите веднаш, не мора да биде тоа долго размислување, туку веднаш каква реченица наеднаш ќе ви дојде, да го потребите кој било сврзник и да напишете 3 зависно сложени исказни реченици. Ако тоа го решите, како можни одговори може да видат овие. Размислуваше како да им објасни. Стариот се почуди колку пат мина. Секогаш мисли дека е во право. Кој нема напишано, може слободно овие реченици да ги препише како примери во својата тетрадка. Правописно правило како овие реченици се пишуваат. Обично ова правило важи за сите зависно сложени реченици, па ќе кажеме дека во нормален ред главната па зависна реченица, ако се, тогаш овие реченици не се одделуваат со запирка, ја не забележа дека не сум искрен. Освен ако следуваат по нив повеќе реченици, зависни, после главната следуваат неколку зависни реченици, па тие мора понекогаш да се одделат со запирка. Значи има вметнати реченици во една зависно сложена реченица, тоа е на еден друг начин тоа е едно друго правило за дискусија, но ако ние велиме во нормален ред, не ставаме запирка,
ако оди главна па зависна реченица. Ако имаме обратен ред, зависна главна реченица, тогаш имаме реченична инверзија и секогаш ставаме запирка. Тука се забележува паузата, кога ќе прочитаме сега ќе видите, дека не сум искрен, ја не забележи. Малку да ги прошириме сега знаењата за исказните зависно сложени реченици. Овие реченици ученици може да има 3 како подтипа. Постојат зависно исказни реченици. Моите родители ветија дека ќе ме наградат. Потоа зависно прашалник, каде што се забележува некоја доза на прашање. Наставникот ме прашува дали ќе одам и јас. Зависно заповедни, наставникот ми рече да избишам таблата каде што се забележува блага заповед. Вие сега после ова мое излагање имате овде една табела каде што јас нема да ја читам, вие ќе седнете потоа ќе ја прочитате и ќе сами ќе донесете заклучок дали овие реченици вие сте ги разбрале, дали може да ги препознаете, дали може да ги пронајдете во текст, дали може да ги образувате, дали ги знаете нивните сврзувачки средства. Доколку одговорите на овие одговори повеќе со да, значи дека ова денешна наставна единица е усвоена. Но, ако некаде се двумите или не сте сигурни, или воопшто нешто не сте го научиле, ќе треба повторно да ги проследите претходните примери и објаснувања. За домашна работа, од следниве прости реченици вели образувај зависно сложени исказни реченици. Тој добро знаеше, следува 3 точки, значи вие тука треба да ставите сврзник и да продолжите да напишете исказна зависно сложена реченица, исказна, зависна, за да добиете исказна зависно сложена реченица. Другарка ми ме праша, змејко во ноќта слушаше, на сестрите им се чинеше, Трајче добро размисли. Драги ученици, јас ви посакувам успешна работа. Се надам дека денеска ви помогнав да ги разберете некои работи кои што ви е потребни, кои следуваат како вовед во ова наставна единица и дека е се јасно околу исказните зависно сложени реченици, дека вие понатаму ќе знаете и ќе ги употребувате. Ви благодарам, тоа е се за денеска.